како ја коментирате изјавата на Васко Новоски околу тоа дека Нимиц не дава достоинствени решенија? Се работи за личен став, слобода. Луѓето можат да коментираат слободно. Јас сум оптимист, некои ме нарекуваат и непоправлив оптимист. Верувам дека помеѓу земји две, кои што се пријатели, имаат намера да бидат уште поголеми пријатели, ќе се изнајде решение каде што ќе се сочува достоинството на двете страни и буквално ќе биде придобивка за едината на граѓаните на двете земји. Премиерот Десковски кажа дека Република Македонија во Загреб Скопје тој предлог во 90-тите години го прифатиле и двете земји. Дали навистина се преговара повторно околу тој предлог? Верувајте, за суштината на предлозите, на разговорите, на рамката која што е испорачена, не би требало јавно да зборуваме да не ги уништиме шансите на преговорите. Гледате дека се води транспарентен процес, знаете дека сакаме со национален консенсус да го изградиме решението на оваа прашање и на крајот граѓаните на референдум да го потврдат. Јас сум убеден ако бидеме внимателни, ако водиме грижа дури за грчката страна, а грчката страна да води грижа за нашата страна, верувам дека ќе се изнајде решение за ова прашање кое што е 25 години не измачува пред се нас граѓаните на Македонија. Зато Иванов стави вето на законот за јазик. Како го коментирате? Тој и вели дека сите решенија кои што се носат сега се фалишни решенија. Апсолутно не. Се што е донесено во рамките на Законот за унапредување на езиците е согласно амандманот 5 од Уставот на Република Македонија. Јас уште еднаш ја испраќам пораката дека вредно е да се заложиме за едно општество за сите. Ова е наша мајка Македонија, на сите граѓани без разлика на нашата етничка, религиска, па дури и политичка определба. Треба да подадеме рака, да имаме доверба во институциите на системот. Се надевам дека ако нешто буквално не е согласно Уставот, постои Уставен суд. Венецијанска комисија ќе го каже своето мислење, но да внимаваме и со пораките сите заради тоа што навистина треба и ова политичка прашање конечно да спласне, за да се посветиме на подобар живот и подобри перспективи за сите граѓани. Премиере, се наоѓаме во мултиетничка струга каде докажавме дека символот на соживот може да важи за сите, но една ваква манифестација, вашата импресија од денешниот ден за тоа како сите го дочекавме? Знаете, и како градоначалник пред се во Струмица, но и како политичар по нашата цела Македонија, имам денеска честа прв пат да бидам во Струга. Оваа прекрасна гледка на Дримот со погледот на Охридското езеро овде е незаменлива гледка. Како Струга нема друга. Дефинитивно и навистина посакувам се повеќе граѓани да го посетуваат ова прекрасно наше каче македонско, за да се развива и туризмот, а секако стружени покажуваат и со животот, и со благопријатните насмевки, и со гостопримството, дека секој е добре дојден овде во Струга. Дали имате договореност со грчкиот премиер Ципрас во Давос? Да, имам. На 24-ти ќе се видиме во Давос. И дали предав? Јас сум и повеќе од задоволен, на секое задоволство од секоја средба или завршена работа представува и сериозна обврска. Навистина, генералниот секретар испрати сериозна охрабрувачка порака до сите граѓани, до мене лично како политичар, до владата. Сигурно треба да ја сработиме работата пред се за реформите. Реформите не ни се услов за влез во НАТО, но тоа се услов за благопријатна состојба на граѓаните и нивниот живот во нашата Македонија. Треба да го сработиме тоа. Знаете дека очекуваме решение на проблемот кој што Грција го има со нашето уставно име. Јас се надевам дека 2018 година Македонија може да ја добие поканата да биде 30-та членка на Северно-западната алијанса НАТО. Дали пред април може да се случи тоа да се реши според околу името да се чекува Македонија да влезе во НАТО? Знаете, дај Боже ден поскоро, месец поскоро да има решение на вака чувствителен и сериозен проблем. НАТО самитот е во јули, колку што знам, тогаш ќе се носат одлуките. Април знам дека се држат претходните сесии на представниците на земјите на членки на алијансата, каде што се подготвуваат тие седници за јули месец, така да имаме доволно време, но и немаме многу време. Треба да бидеме посветени, внимателни. Јас апелирам и до медиумите и до граѓаните да бидеме со позитивна енергија, заради тоа што се што ќе правиме, знаете дека на крајот ќе биде на референдум потврдено или одбиено. Ќе се обидеме со национален консензус и ние и ВМРО, ДПМН, генерално и ДУИ, другите политички партии или исти или приближни ставови имаме. Ќе водиме грижа за нашиот идентитет, за достоинството на нашиот народ, но истовремено мораме да водиме грижа и за еднината на сегашните и идните генерации. Благодариме.